слушаме бактериите, станува збор некако дека станува збор за состојба која што е во самата кујна на училиштето. Ако беше состојба каде што можеби причинителот е од месо, ајде да слеземе нели на чекорите од каде доаѓа месо, се враќаме назад. Буквално целиот систем на пат од суровина до трпеза треба да го изодиме и да детектираме каде навистина е проблемот. Бидејќи еве слушаме дека станува збор за ентеробактерии, Staphylococcus aureus во носот вработен, веќе станува збор за здравствен статус кај вработен. Сега тој објект ќе влезе во позасилена инспекцијска контрола. Објектот како училиштето или операторот? Да, мислам објектот на кујната. Операторот со храна веќе му се дава црвено знаменце каде што кажува дека имало еднаш труење, има уште едно, тоа е историјат. Нели го гледаме историскиот дел, дека не може на еден ист оператор со храна да му се случуваат неколку пати труење. Затоа веќе се засилува инспекцијскиот надзор.